Добар ден, почитувани, добро ни дојдовте во програмата Радио што се гледа и особена чест и задоволство ми е што го имам да го најавам со нас тука, не за прв пат, се надевам и не и последен. Дарко Недановски, нашиот херој би рекла, нашиот голем љубимец, како гостин во нашето студио, бидејќи секогаш кога ќе дојди, има што да каже, а овај пат станува збор за рекорд, кој што навистина има со што да се гордее Македонија и Прилеп, а тоа е 1200 метри во пропаст во планината Канин, која што се наоѓа на границата меѓу Словенија и Италија. Со голем меѓународен тим со кој што соработуваше и успеа да слезе на 1200 метри и да биде 6 дена под земја. Ние ќе разговараме денеска за неговото искуство, ќе разговараме за психичката и физичката подготвеност, за неговите идни планови. И драго ми е што си тука, Дарко. Добар ден, ви благодарам за поканата и поздрав до сите слушатели на Радио Пелан. Навистина е, не знам што да кажам, бидејќи храброст е малку да се каже. Тоа е исклучително чувство и подготвеност пред се човек да помисли да биде на 1200 метра во такви карпи, во таква пропаст, како што се вика, во една планина, и да може да учествува во една експедиција која што се организира се со цел да се истражува спелеолошки каква е планината и дали има се уште можности за да се оди надолу. Кажи ми како започна целата таа приказна за оваа експедиција, бидејќи ти во своето последно гостување напомена дека ќе има такво нешто. Од што зависи организацијата на една таква голема меѓународна експедиција, научна, и како се најде ти во тој тим? Така, веќе уште од пред една година започнаа подготовките на словенските научници, спелеолози, кои што имаа со цел да се спуштат, поточно да истражиме оваа пропаст. Периодот за истражување се определува најмногу во најсушните периоди во годината. Тоа е летниот период, каде што се одбира период кога има најмалце врнежи, буквално се прати научно метеорологијата. Тие имаат и таму посебни доктори за науки кои што се метеоролози, кои што внимаваат на сите детали. И беше направен еден онлайн разговор, каде што бевме на некој начин избрани луѓето кои што ќе влегуваме внатре и си поразговаравме. Значи, тоа беше пред година дена и секако сите возбудени и започнавме со тренинг програми, започнавме со обуки подготовки кои што ни ги беа подготвени од страна на организаторите како програма која што мораше да ја исполниме за да дојдеме да успееме во овој успех. Експедицијата се викаше Скалар. Тоа значи дека станува збор за научници, за луѓе кои што се како тебе спелеолози, истражувачи, планинари, луѓе кои што имаат позади себе големо искуство. Кажи ми од кои се земји беше составена, представници од кои земји беше составена експедицијата? Така, експедицијата го носи името Скалар затоа што тоа е едно големо карстно поле кое што се наоѓа на западниот дел на Словенија, буквално на самата граница со Италија. Пропаста е Скарналјево брезно, која што датира веќе од многу години уназад истражување. За време на оваа експедиција учествувавме од 8 држави. Значи беше меѓународна експедиција, како што е Шведска, Украина, Русија, од Италија, Израел. Буквално бевме собрани во тој карстен предел каде што се подготвувавме цела година за да ја истражиме оваа пропаст. И меѓу екипата меѓу вас имаше и една жена, девојка. Да, и тоа беше интересно. Така, меѓу нас беше Катерина, која што е долгогодишен инструктор по СРТ техники, инструктор каде што буквално скоро целиот свој живот го има поминато на експедиции, на обучување на нови кадри во целиот свет, како што се припадници на државните институции, приватни клубови. Имам обучено многу, која што започнува да ги учи самите своји почетоци од француската академија на Single Rope техниките,
од луѓе кои што се ги започнале овие работи, значи каде што се првите почетоци и пополека се развива, се надоградува и буквално незината пасија е нели да обучува луѓе, да помага и успева во тоа успешно и навистина е една прекрасна која што има многу искуство во себе. Твојата пасија е секогаш да откриваш нови светови. Овој нов свет кој што го откри 1200 метри под земја, ќе ни прераскажеш на каков начин пред се подготвувавте, рече дека имало одреден Немаме ни ориентација за буквалните услови кои што се налагаат на таа длабочина. Јас лично најпрво започнував со физичките тренинзи, кои што се состојаа нели цело време треба да имаме програма која што ја следиме и нели треба да ги исполнуваме тие резултати и норми кои што ни се дадени. Од страна на физички тренинзи, тука се нели трчање во планина, качување по карпи, тренинзи со јаже, нели тука сите буквално фатени техники на единечно јаже, правење многу серии на згибови, каде што идиш во момент каде што правиш не знам по 400-500 повторувања на згибови во еден тренинг, што е навистина многу. Но сето тоа телото се навикнува, затоа што ние сме тие главните кои што му даваме наредба на мозокот за да може да успееме во тие тешки тренинзи. Затоа што не сме свесни што се можеме да постигнеме со нас, само додека нашиот ум посака. Најинтересна фаза на подготовките беше последниот месец, каде што мораме да внимаваме на храната. Јас буквално последниот месец имав само доручек и вечера. Ручекот првите денови го заменував со некое парче овошје или зеленчук, но потоа мораш да се навикнеш затоа што правиме адаптација, еден вид на детоксикација, поточно припрема на телото за тие неколку денови, недела, дена, што не знаевме колку ќе биде, нели? Да го припремиме телото за да може да се адаптира и да дава максимум од неговата енергија за време на истражувањата. Имаше ли норми кои што требаше да ги имате, да ги постигнете, бидејќи сепак физичката активност е битна, подготвеност, а психичката е дополнение, иако едната без другата не можат, затоа што секој не може да издржи психички толку ниско долу. Нормите беа секако да работиме по програма и секако имавме онлайн состаноци, онлайн разговори со психолози, со луѓе кои што се обучени како да навлезат во нашата психологија, во нашата терминологија на менталниот склоп, за да ги видат нашите тие комори на издржливост, на нашите граници, најпрви пред да влеземе до каде сме спремни, бидејќи навистина не знаеме што се може да не очекува и во какви се состојби моменти ќе наидеме. Целата експедиција официјално беше од 10 до 20 август, завршивте на 20 август. Ајде сега да чуеме како се одвиваше тој почеток, стартот кога треба да се влезе, на каков начин се организиравте, дали имавте во тимот луѓе кои што беа распределени со одредени посебни подготовки и знаења, за да можете и меѓусебно како екипа да си помагате. Да. Значи, мојот ангажмант, јас пристигнав на 9-ти, каде што веднаш од Љубљана тргнав за местото Боец, кое што е едно прекрасно туристичко место, село со многу аутдорс активности, со атракција на рафтинг, планинарење, спелеологија, качување, параглайдинг, буквално еден комплекс за спорт, за аутдорс активности, планински. Првиот ден преспавме во поточно приватното друштво на пожарникари, на гасилци, кое што се наоѓа веднаш во близина на селото. На 10-ти веќе започнавме со товарање, поточно подготовка на опремата
каде ни требаја околу 45 минути, значи има таму е ски центар исто, со жичара, да стасаме до височините од прилика на 1800 метри надморска висина, и потоа цела таа опрема ја транспортиравме до планинарски дом, поточно сега е моментално на Јамарска решавална служба. Тоа е едно планинска куќа која што се користат за истражување за посетителите на планините и секако стои на располагање за било какви активности и научни истражувања кои што ќе се одвиваат во тој реон. Куќата се наоѓа на 2200 метри надморска висина. Наистина е тежок теренот, карстен, значи нема дрва, сето е само карпи и е многу прекрасно. Да. Целата ја опрема, сите тие јашина, храна, дел од храната и другите намирници кои што ни беа потребни, ги носеа со хеликоптер. Затоа што наистина таму многу државата вложува во тие истражувања и се битни тие истражувања, затоа што тие истражувања, првите почетоци на светот се започнати од откривањето и на податоците на тие артефакти и некои наоди кои што се наѓени во тие пештери, да речам, во Алпите конкретно. За да се добија податок што се случувало, колку време, па дури се најдени и фосили и слични работи. И самата држава многу вложува. Значи бевме логистички покријани буквално со се. Не се грижевме за храна, не се грижевме за транспорт. Нашата цел беше тимот кој што влегува внатре да биде одморен, да биде буквално сите потреби кои што ни беа потребни од страна на опрема, храна и други ресурси кои што ни се потребни ни беа обезбедени од нивниот страна. И кога почна слегувањето во пропаста? Првите 2 дена работевме на поставување на ВОКС систем. ВОКС систем е систем од жица плюс минус, која што е многу едноставен, која што има за цел да имаме ние комуникација. Затоа правевме систем од куќата, планинарската куќа која што е базата главната, до влезот на пропаста и од влезот на пропаста па се до да ни биде подготвен тој кабел, и правевме проверки, правевме подготовка, припреми и проверка на личната опрема, на тимската опрема, и влеговме веќе третиот ден се подготвувавме за да се спуштиме внатре. Првите 2 дена работевме на 560 метри, каде што го подготвувавме бивакот. Тоа е едно место за солниште, каде што можеме да преспијаме, да земиме топол оброк, да се одмориме, да разговараме, да скицираме, да документираме некои работи, затоа што во текот на целата оваа експедиција, поточно вдолж раследот на пропаста, имаме можност само на 2 места да направиме тако бивак. Значи сето другото е вертикала или големи блокови одронени од карпи, каде што нема никакви услови за да можеме ние да поставиме за солниште бивак, за да преспијаме. Првите 2 дена ги работевме до 560 метри, каде што го поставивме целиот систем за комуникација, тој ВОК систем каде што работи како принципот на токи-воки, значи еден зборува, другата страна слушаат и после обратно. Тоа е важно затоа што во текот на истражувањата некогаш се случуваат и несреќи. Ние сме свесни за тоа, ние сме подготвени и знаеме што може да ни се случи, затоа што на длабочина од 500, 600 и па макар и 100 метри да е, една мала повреда значи фатален и многу тежок крај за целиот тим, не само за лицето кое што е повредено. Затоа што излекувањето и спасувањето на подземја е најкомплицираното нешто буквално на целиот свет. Сме работеле, сме спасувале секакви случаи на површина, но кога ќе дојде акција за спасување во подземја, тоа е комплексно, бара многу повеќе логистика, значи бара 10 пати повеќе луѓе, подготвени луѓе, професионалци кои што знаат да се носат најпрво со само себе, со менталниот склоп и потоа да помогнат и да спасат и да излечат човекот некаква различна длабочина. Затоа што таму долу не само покрај големите широки меандри и канали кои што се во радиус од 30 метри и некои се и пошироки, има и многу тесни канали каде што се до 30 сантиметри и буквално ние влегуваме само во еден правец.
Во тој момент додека не го поминиме тој тесен канал или меандер, не можеме никако да се вратиме назад. Како успевавте тоа да го правите? 30 сантиметри да се протни човек низ толку мал процеп? Да, на првиот меандер кој што го имавме, првиот меандер кој што го имавме се наоѓа на длабочина од 360 метри. Тоа е меандер кој што е скициран и се вика стрела. Стрела е затоа што баш е како во форма на стрела и е многу тесен, во должина од околу 120 метри. Значи во тие 120 метри ти влегуваш во тој правец и се додека не излезеш на другата страна кај што е пошироко, не можеш да се вратиш назад. Јас буквално опремата лична моја ја излегав од мене, затоа што ти зафаќа сите тие алатки, десендери, карабинери и стружат и било какво движење кое што може да закачи некаде на некој карпа или украс, веќе тебе ти прави додатен проблем кој што можеби и со неколку сати треба за да го отклониш тој мал дел. Колку ви требаше тој процеп, таа стрела да ја поминете? Како цела екипа зборувам? Да, како цела екипа па беа потребни околу 4-5 часа. 4-5 часа поминуваш 120 метри. Затоа што секој од нас носевме по 2 транспортни кои што беа полни со храна, со опрема, јажина, бормашини, резервни батерии кои што ни се потребни буквално во текот на целата експедиција. И тоа е тешко, тоа е, значи зборуваме негде околу за 40-50 килограми, кои што ги носиш цело време со тебе. Да, се додека нели се спуштиме долу. Имаше нешто интересно што го видов во целата таа структура на пропаста, како сте слегувале надолу и која е патеката на слегување, пишуваше Хотел Калифорнија. Да, Хотел Калифорнија е името на вториот бивак, на второто засолниште, затоа што при време на скицирањето на тој Хотел Калифорнија, словенците се чувствувале многу пријатно, затоа што е широко, имаш доволно услови и тука е блиску и водата, буквално на 15 минути е водата за која што бидејќи не носиме вода, да, пиеме вода од натре од подземјето, која што тече низ каналите. И е место каде што е широко и баш се почувствувале како Хотел Калифорнија и така го именуваа тој дел. Напомена во твоето излагање кое што го добивме и ние дека беше влажно и беше многу студено. Че ни опишеш околу условите, посебно како слегувавте надолу, но дали имавте проблем со кислород и дали еве на таа температура како се заштитувавте, на каков начин функциониравте, имавте ли облека што можевте да ја преслечите за да се заштитите од таа влага која што се појавува како што се слегува надолу во пропаста? Условите за работа и за истражување во оваа пропаст беа навистина тешки и екстремни. Најпрво започнувајќи од температурата која што константно после 400 метри длабочина беше од 1,5 до 2 степени константно. Значи тоа е температура што е цело време си ја одржува тоа ниво. И секако после тие 400 метри нормално сме загреани, но иде моментот кај што треба да почнуваме да работиме во новите канали да истражуваме. И таму секој мало бидејќи мораме да се чекаме, нели има тесни канали по еден по друг, мора да помениме, па поставуваме борки и сидришта поставуваме во карпата, бушиме и сето тоа трае. И во тие моменти додека немаш активност, значи мораш да бидеш покријан со астрофолија која што е заштитувачки, затоа што на 1,5 степен Целзиусов нашето тело многу брзо реагира за почетоци на хипотермија. И цело време мораш да си во некакво движење, па макар да стегаме тупаници, да, кога висиме на јаже, стегаме тупаници за да циркулира, за телото, крвта да циркулира во нас. Имавме само две одела, тоа е нели работно одело и одело кое што ни е за спијање. Во таа вреќа за да ни биде комфортно и топло, барем тие неколку сати додека телото, нели, мускулите се опуштаат, одмараат, за ги правиме на рехабилитација за да, нели, продолжиме. Немавме ориентација за работа. Првите денови буквално работевме и по 15 часа. Активност, значи работење, нели, се со цел што мотивирани, што повеќе да слезиме, што повеќе да успееме и да најдеме нови канали, да постигнеме, нели, нашата цел. Кога се враќаме во бивакот,
одма имаме топол оброк. Дали станува збор за чај, за некаков напиток, каде што можеме да се загрееме, потоа се обликуваме во нашето суво дело и директно во вреќите за спијање. Утредента исто започнуваме со топол оброк и тука беше тој најтежок еден момент, барем после неколку денови, каде што работното одело, комбилизонот е потполно мокар. Мокар, воден и на температура на температура за 1,5 степен. Што значи мораш да се соочиш со тоа дека тоа треба да оставиш на себе. Значи таа ланна униформа која што навистина е ланна, но сепак длабоко во нас ние сме исполнети со тоа што го работиме и по известно време се загреваме и пак сме до нареден ден одмор, поточно повеќе од 10 до 15 часа во истата. Ајде сега за тој психички дел. Се почувствува ли во тие 6 дена некаква криза кај тебе лично, бидејќи и сам напомена дека тоа е борба пред се сам со себе, да се истрае, да се дојде до целта и да се направи она што е замислено? Да, тешко беше, тешко е тој момент, јас го почувствував, не знам, после четвртиот ден, петтиот ден веќе пред излегување, така, затоа што бевме наистина истоштени, изморени, исцрпени од енергија. Тоа после постигнување на целта, предпоставувам. Да, после тоа веќе се опуштаме и веќе полека ги реализираме работите. Тешко е, наистина е тешко да работиш на температура од 1,5 степен, да се соочиш, бидејќи сето тоа што си го работил, што си се подготвувал година дена, сега доаѓа до израз. Доаѓа до израз нашата ментално психофизичка подготвеност. Значи тука е тоа е еден склоп помеѓу телото и целиот наш систем кој што како функционираме, како даваме наредби. Секако дека имав криза, најмногу во кога ќе се разбудевме, значи самиот момент дека од една покомфортна зона на топло треба да влеземе во сосема екстремни услови, значи во 1,5 степен. Ако нашето тело константно си одржува 37 степени Целзиусови, нели, температура и за време на тие 3, 4 или 5 часа каде што одмараме, нас ни е комфортно, топло и после влегуваш на температура од 1,5 степен. Тешко е, многу е тешко, но сепак желбата и волјата која што ја носиме со нас и секако целта која што ја сакаме е посилна од тие моменти кои што ни се тешки, кои што не прават да се чувствуваме, па дури на моменти ни ти идат, значи тоа е неизбежно да не го кажеме, дека ти идат мисли како што барам јас овде, зошто да влегувам, зошто да истражувам, значи имаш сосема X други спортови или не знам активности што можеш да ги правиш, да се чувствуваш покомфортно, да ти бидат сите услови, но едноставно тоа што го носиме во нас е посилно од нас и само тие се мисли кои што ни поминуваат низ главата. Но сепак, морам да кажам дека стварно ги има и се тешки. Во однос на желбата, јасно е која била желбата, но јас би прашала покрај психичкото, имаше ли некој проблем физички, телесен проблем од целата екипа, ти лично дали почувствува некаква болка, заради тоа што навистина е многу голем физички напор да се слезе на 1200 метри и после повторно да се качиш горе во планинската куќа? Да, најмногу почувствував за време на излегувањето, кога веќе завршивме и кога започнувавме полека да се качуваме, затоа што после 4,5 денови активна работа, каде што максимално ја трошиме енергијата секојдневно во истражувањата и физички напор е многу голем. Секој имавме мала криза на мускулите, дали некој на подлактица или на листовите, на долните делови на мускулите, каде што се креваме буквално со нашите раце, целото наше тело и плюс носиме една транспортна, која што не е толку тешка како минатите, но сепак внатре се состојат стара опрема и не знам некои ресурси кои што мораме да ги извадиме надвор, затоа што не оставаме се внатре во пештерата, во пропаста, во тие базни кампови. Да, она што е важно е да се каже дека вие практично се спуштавте со јажиња надолу и со целата таа стручна опрема, јас не би знаела стручно никако се вика, но потоа по истиот тој пат се качувавте нагоре.
Колку време ви требаше да се качите нагоре од ја? Ако прашам што беше полесно, знам Да. што би ми кажал. Така, да, значи самиот тој систем на како ние се спуштаме, значи првично бушиме во Карпата, значи бираме места каде што е Карпата 100% цврста. Значи натре во тие места се буши, се ставаат борки, потоа стави плочка или ушки и карабинери, правиме чвори и го ставаме јажето и така се надоврзуваме се до одредената длабочина каде што стасуваме. Секако дека е многу потешко кога ќе излегуваме и самиот момент затоа што ние сите сме на едно јаже. Значи нема второ осигурително јаже. Single rope техниката е таква техника каде што работи баш на екстремни места и се користат најмалце материјални ресурси кои што немаме можност да имаме план Б за второ јаже, туку работиме само со едно јаже. И по истата таа линија се излекуваме назад. Ние излегувавме 2 дена, поточно ден и пол отприлика ни се фати затоа што од 1200 метри кога се вративме на 560 во кампот, направивме пауза за топол оброк, многу чај, затоа што бевме испотени и мораме да пијаме вода. И секако потоа имавме пауза од 4,5 часови каде што преспијавме и потоа пак продолживме полека кон излегување на површина. Рече дека мораме да пиеме вода заради дехидратација. Имавте ли желба за храна? Напомена дека имавте посебен режим диетален заради тоа што треба да се навикнете. Но се јавуваше ли тоа чувство дека сега да има некој сладолед? Да, секако дека се јавува тоа чувство и на моменти си разговараме да имавме ова, да имавме не знам кој е мој омиленото јадење, но постои таа криза затоа што за време на таа година дена каде што се подготвуваме, овие 6 денови даваме максимално од се што можеме, максимално од физичкиот дел, максимално од ментално-психичката подготвеност што сме ги правеле. Секојдневно, значи јадеме малце, не јадеме количински, али сепак пијаме барем до 2 литри вода, затоа што мораме да бидеме ограничени во тоа. Да, заради тежината. Заради тежината, заради извршувањето на задачите и секако најмногу заради физиолошките потреби кои што немавме услови да ги едноставно да можеш било кое време да завршиш таа потреба. Најмногу јадевме по мала количина на домашни алпски пршути кои што се изработени некаде во некои домашни услови се со цел да состојат најмногу протеински влакна, тежински, да бидат забогатени кои што ќе го одржуваат нашиот организам. Имавме тестенини кои што беа претходно припремени, исто со додатоци. Пиевме многу чаеви и секако инстат блокови и ајс гелови кои што ги консумиравме за текот на шеќери, протеини. Шеќери, тоа го состојат тие за да ти даваат енергија кога веќе чувствуваш некаква криза на организмит, на било кој дел од телото или самиот организам ти бара потреба. Затоа што физичкиот напор кој што го даваш и кога се прави склоп со ментално-психофизичката истрошеност, буквално самото тело бара да абсорбира, значи бара да се надохнади тој дел кој што го трошиме, а го трошиме многу. Јас искрено веќе за текот на ова изминатиот месец дена и вклучувајќи експедицијата, ословев околу 4,5 килограми. Дали имаше разлика во килограмите пред влегувањето во пропаста и потоа? Колкава беше таа разлика? Да. Таму искрено не се измерив, но кога се вратив тука дома, видов дека имам изгубено 4,5 килограми. Сега во однос на рекордот кој што беше поставен, 1200 метри, што имаше таму да се види? 1200 метри, но има можност таа пропаст да биде уште подлабока. Ајде за тоа нешто објасни. Да, на длабочина од 1200 метри најпрво не фаќаше голема еуфорија, лично мене, затоа што самата помисла кога ќе помислиш 1200 метри, вертикално од влезот каде што се наоѓаме, е малце восхитувачко, но сепак чудно и многу тешко во тоа што си успел. Неверојатно. Да, баш неверојатно. Значи тоа што си го се спремал, што си се подготвило, дошло денот дека сега сме на 1200 метри. Гледката долу е прекрасна затоа што има едно големо пештерско езеро кое што понира, а
така дојде и нели со истражувањето на водата, која што ја направија изминатите години словенските научници. Во таа вода ставија боја и таа боја излезе во еден понор кој што се наоѓа на 700 метри надморска висина и должина, не знам, километар и нешто од прилика, излезе таа вода, таа боја. И тука дојде идејата затоа што од каде што местото каде што излезе водата, висински е 1900 метри. Надморска висина има разлика. И тоа беше најголемата предизвикувачка информација за да тие состават еден тим кој што ќе продолжува да истражува после 1000 метри и секако целта е да ги најдеме тие канали за да биде најдлабоката пропаст во Европа, кое што е навистина фасцинантно и секако тоа е гордост за сите нас, гордост за Словенија, затоа што поседува таков потенцијал кој што се уште никој нема слезено на таа длабочина. Кога слеговме на 1200, го поминавме тој дел од езерото, каде што еден тим работеше во одделот покрај водата, а другиот тим јас бев во одделот каде што работевме во тие да пронајдеме нови канали и секако успеавме во тоа. Најдовме нови канали кои што слегуваат, уште продолжуваат во должина од 200 метри. Тие канали ги документиравме и ги скициравме, потоа ги внесовме на 3D мапата каде што ги разговаравме научно, нели, понатаки каде ќе продолжи да се истражува во тој дел. Не можевме да продолжевме надолу затоа што нели самиот концепт на исцрпеност и физичката подготвеност едноставно не ти дозволува да можеш нели се уште да продолжуваш затоа што мораш нели да се вратиш здрав и жив на површина. По фактички целиот тим да завршиме тоа, но направивме многу добра припрема и нели истражевме нови канали. И секако сега продолжуваат таму истражувањата од 1200 метри, каде што најдовме едно суво место, исто за да се постави третиот бивак, кое што ќе биде од голема помош, затоа што сите нови истражувања започнуваат од 1200, нели плюс тие 200 метри кои што ги скициравме, па натаму. Но на 1200 метри ќе има нов бивак за солниште, нели за топол оброк, за одмор и за да се припрема нели новите понатамошни истражувања кои што ќе бидат. Дали тој бивак или тоа престојувалиште кое што го откривте за прв пат или претходно до тука експедиција стигнувале? Не, сега е за прв пат откриено, да. Сега е откриено за прв пат ова. Значи следните експедиции би го користеле како трето престојувалиште се со цел да се стигне до 1900 метри. Да, баш така. Следните експедиции започнуваме нели со подготовка најпрво на бивакот, значи најпрво мора да се постават тие услови за да се има комуникација, нели ВОКС системот, бивакот условите за работа, потоа следува делот каде што истражуваме. Предпоставувам што ќе ми одговориш дали би бил дел од таа експедиција за истражување. Да, апсолутно да. Секако да, веќе започнаме кога последните денови се завршуваше со експедицијата, организаторот, претседателот да кажам, веќе даде некои насоки како би се одвивале, но секако сега следува еден период каде што мораме да одмориме, буквално да ги опуштиме целиот тој нервен систем заедно со физичкиот мускули. Па потоа ќе имаме некакви состаноци за понатамошни активности кои што би ги извршувале. И сега како се чувствуваш? Се дојде во Прилеп, рекордот е поставен, навистина си гордост за цела Македонија и како се чувствуваш после сето тоа што го направи заедно со целата екипа? Чувството се уште е малце навистина чудно. Неверојатно. Најпрво за мене, да, неверојатно, затоа што сега веќе кога си дојдов, почнувам по неколку пати во денот да ги гледам сите тие активности и видеа што сме ги правиле. Едноставно правиме анализа што се случувало, ја гледаме реалноста и чувството е прекрасно. Наистина е прекрасно да се представува државата, за прв пат да се запишеме во книгата на рекорди, затоа што и кај нас во Македонија имаме многу потенцијал за спелеологија, за истражување, но условите се такви какви што се, но се надеваме и затоа работиме со европските спасителни служби, со европските истражители, буквално со луѓе од целиот свет, се со цел да ја представиме, да ја презентираме и Македонија во таа наука за воиднина, нели, да бидеме и ние уште поголем дел од значајни истражувања кај нас во Македонија, затоа што кај нас имаме стварно голем потенцијал. Ти си учествувал и во подводни истражувања, си учествувал и во Македонија за истражување на пропасти, но знаеш дека има голем потенцијал.
напомена дека државата е таа која што стои за оваа експедиција и за сите наредни, со оглед на тоа што навистина се многу значајни сите тие научни откритија кои што ќе се добијат од вакви експедиции. Колку кај нас има пред се потенцијал во смисла на природа зборувам сега, сите знаеме колку имаме потенцијал за организација на вакво нешто, пред се за во однос на природните потенцијали. Има ли Македонија потенцијал да биде барем некоја близина до словенечките кои што ги имаат тие? Така да, Македонија наистина има многу голем потенцијал во истражувањата. Еве конкретно кога спомнавме за спелеонуркањето, баш пред минатиот месец извршивме едно за прв пат истражување, тоа беше извидница која што во изворите на Црна река, во село Железнец, во Демирхисар, каде што станува збор за еден огромен карстен систем на подводни води. Значи, зборувам за подводни огромни количини на води, каде што може да се снабдува за вода буквално целиот тој регион, па и пошироко. Ние за прв пат влеговме во тој понор, во тој извор, каде што е многу тесен, многу меандер, значи буквално има моменти каде што боцата што ја дишиме, ја ставаме пред нас и имаме растојание од 30 сантими само со регулаторот кој што ни дава воздух, кислород. И тие се уште повеќе навистина тешки моменти, психолошки моменти, затоа што ја гледаш некоја граница помеѓу животот и нели и буквално смртта, а таа граница ти е 30 сантиметри, 0,5 милиметри црево кое што ти дава кислород за да дишиш во таа длабочина. И слеговме на длабочина од 20 метри, а истаживме должински 120 метри. Тоа беше максимумот што можевме да го направиме, затоа што не бевме подготвени да одиме натаму. Мораме да имаме базни станици под вода, на длабочина, нели, во подземја, за во случај што и да се случи да можеме да реагираме. Оти таму спелеонуркањето е најкомплицираното нешто што може. Иако во спелеологијата сепак е комплицирано, но кога знаеш дека си под вода, дека си под земја, во тесни канали и дека дишиш на боца, тоа е нешто навистина екстремно. Рече за реката Црна Железнец. Да. Колку од тоа што го истраживте таму, државата може да го искористи во своја полза за местното население? Спомна дека има вода, а еве сите знаеме недостиг на вода, питка вода за пиење, чиста вода за пиење. Так. Дали после тоа истражување државата или општината или еве да кажеме надлежните знае тоа да го искористи? Ние после тоа истражување, секако тоа истражување беше во соработка со Министерството за животна средина. Значи било кои активности што ги правиме ние, Спелеолошката федерација аплицира за дозвола, затоа што ние иако како федерација имаме право, но сепак мораме за сериозни работи кои што ги истражуваме да бараме дозвола, едноставно да ги известиме Министерството за животна средина, нели директорот и целиот тим кои што работат таму за тој податок, потоа да го предадеме како анализа. Затоа што е од големо значење, значи како што истражувавме изворите на Бабуна, сега нели изворот на Црна река, тоа е огромен, станува збор за огромно количество на вода. Значи 21 век сите сме свесни за големите климатски промени, глобалните промени, кои што јас сум сигурен дека највиновен фактор е човечкиот фактор. Затоа што нерегуларната контрола на природните ресурси, на вадење на сите тие ресурси од земјата, на нередовното, правење на анализи, нели, одавде се прават бушетини, од друга страна се излекуваат минерални ресурси, од трета страна се сечат нагло планинските шуми кои што се белите дробови за човештвото и за 21 век. Сето тоа, сите тие промени, природата, самата земја, самата површина на планетата Земја ствара своји промени. Се топат глечери, сите тие резерви на вода кои што ги имало порано, нели сите знаеме во селата дека секаде имало вода. Сега еве кај нас барем во околината на Прилеп е недостиг во 80% на селата. Да, и најчесто е загадена. И најчесто не е за пиење, да, бактериолошки не е исправна. А во изминатите, 50 години, сите, барем нашите баби и дедовци кои што живееле во тие села, знаеме муабети поточно теа се вистински приказни кои што користеле таа вода и ни кажуваат за некакви податоци во тоа време.
Тоа е проблемот, затоа што нередовната грижа на човештвото, на институциите и професионалниот кадар кој што треба да се ангажира во оваа проблематика, изминатите 20-30 години, значи немаме точно ние перспектива колку време е тој процес, доаѓа до овие нагли промени кои што важат за буквално уништување на природните ресурси. Јас би додала, нека биде од моја уста, дека немаме ниту стратегија за наредните 5 години, како ќе се справуваме со сите овие природни капацитети кои што Македонија ги има, а најчесто не сме свесни дека ги има, и како да ги ставиме во наша полза без да ги загадуваме. Она што сакам наредно да те прашаме за твоите планови, бидејќи навистина имаше огромен број на позитивни коментари, но и прашање од типот што Дарко ќе се враќа во Македонија? Јас би те прашала дали и каде ги гледаш твоите перспективи. Знаеме дека одредено време работеше во Прилепската пожарна служба. Тука беше времено ангажиран, но за жал не си вработен таму. Каде ти ја гледаш перспективата и професионално, но и човечки да се праша, бидејќи сепак си наше дете, наш човек, дали во Македонија или во странство? Па искрено јас сум заљубен во нашата држава, во нашите природни ресурси, во нашето природно богатство кое што располагаме тука буквално на цела територија, и веќе 19 години активно се занимавам во овие спортови, во истражување, во допринесување за општеството добро, но покрај сите овие непрофесионални институции кои што не ја гледаат за општото добро, значи воопшто не се гледа за тој дел, туку се гледа за личниот интерес, нас не воведуваат во ситуација да мораме да бараме излез надвор од Македонија. Затоа што не можеме ниту да напредуваме, ниту можеме да допридонесеме, затоа што сме буквално стопирани од нив. Стопирани сме, а оние и се свесни дека знаат што е потребно. Ние еве како барем и вие сте доста добро запознати со спасителната служба што ја формивме и на колку се само семејства приватно му помогнавме, и тоа се гледа дека е очигледно потребно за нашиот град и за Македонија. Но покрај промената на за жал политички статуси, луѓе кои што на некој начин успеваат покрај тие такви здруженија да влијаат на сите нас, тоа е за жал тешко. Секако, јас лично се бориме, продолжуваме напред, продолжуваме да постигнуваме и резултати, иако не сме во Македонија, сепак ни е мило да представуваме нашата држава, тука сме родени, но моментално се гледаме во странство, затоа што условите се многу подобри и самата држава се грижи за нас. Кога може една експедиција, да кажам, која што од екстремно тешко значење и од многу битно значење за целата држава, како Словенија, а и Европа, да се погрижи за сите нас, значи да ни овозможи услови, како за работа, така буквално сите услови кои што ни се потребни. Јас не гледам причина зашто Македонија да не може тоа да го направи, кога веќе имаме луѓе кои што се занимаваме професионално, луѓе кои што одделуваме дел од приватното време, значи, кое што е најдрагоцено сега во целиот свет, за да не може да не задржи, туку едноставно го гледаат својот приватен личен интерес. Значи ти иднината ја гледаш во странство, чинам дека е тоа Германија, претходно разговаравме. Ти ја посакувам цела среќа да успееш и еден ден да се вратиш во Македонија и тука својот успех професионално и приватно да го пренесеш, за да можат идните генерации да учат од тебе, затоа што навистина твојот потенцијал нема вредност. За мене нема вредност. Сето ова што го правиш, јас мислам дека тебе те води љубовта кон твојата цел што ти си ја замислил и љубовта кон татковината, кон градот Прилеп, но ретки се такви луѓе. Во секој случај ти посакувам се најубаво и реков и професионално и приватно да успееш каде и да си, бидејќи каде и да си ти ќе бидеш Дарко Недановски од Прилеп од Македонија. Така да, баш ви благодарам за поддршката што цело време сте со нас, ги споделувате сите овие наши активности, затоа што вие како медиум сте од голема и клучна алка во 21 век
иако за жал сите сме свесни дека и дури медиумите не се доволно поддржани за тоа што пак и во тој случај се гледаат личните интереси, но сепак вистина ви благодарам за тоа што покрај вас медиумите можат многу луѓе кои што не сме имале можност нели да се запознаеме, нели да имаат контакт со нас, секако да дознаат дека да дознаат за нашиот успех, да дознаат за нашите активности, за тоа што сме го правеле, да дознаат дека и Македонија се запишува во книгата за прв пат на рекорди и секако да ги дознават нашите планови и поддршки кои што ги добиваме од тие луѓе. На крајот само ќе го кажам тој реален виц кој неколку пати го кажав, а тоа е дека јас го барав на Дарко Недановски, а тој беше на 1200 метри под земја, јас го барав да го вклучам на Skype. Така да. Остануваме во контакт каде и да си. Нам не е мило да контактираме со луѓе кои што се како тебе. Реков, љубовта секогаш води кон успех, а не се сомневам дека твоите успеси ќе бидат уште поголеми. Благодарам. Ви благодарам и на вас уште еднаш за поддршката и поздрав уште еднаш до сите слушатели на Радио Пелан.